Туку што вратен од Брисел, уште рано предкладне вице-премиерот Османи со порака дека на Македонија вчера рано наутро и се случил успех во престолнината на Европа и дека опозицијата треба да се вклучи во целиот процес и во заложбите на ВМРО ДПМН за евроинтеграциите. Процесот ќе почне на средина на јули со посетата на еврокомесарот Јоханес Хан. Средина на јули, 17 јули, најверојатниот датум, почнува односно се лансира со доаѓањето на комесарот Хан во Скопје и така наречениот скрининг процес, со кој што Унијата ќе го почне процесот на скринирање на нашето законодавство, нашите институции, нашите политики и процедури. Ние сме отворени за соработка и заеднички политики кога се однесува на овие стратешки определби на граѓаните. Членството во НАТО и ЕУ не е обврска на владата. Не е обврска само на опозицијата. Таа е обврска која што ни ја дале граѓаните и која што ние како штафета ја пренесуваме од една влада на друга влада. Сега е време опозицијата да каже на која страна е во овие историски моментуми кога се одредува иднината на државата. Првиот опозиционер беше на петата светска средба на бегалците од Егејска Македонија. Беше пречекан со овации и со порака од говорниците да одбие било каков референдум. Од неговиот кабинет 4 пати ни кажаа дека не се предвидени изјави од лидерот. Подоцна сепак застанал пред 2 телевизиски камери и за понудата на Османи, Мицковски побарал оставки од евроинтегративните министри како морален чин, поради како што смета дипломатско фијаско во процесите. Тврди дека ВМРО ДПМН не отстапува од западниот пат на Македонија. Доколку некој очекува од опозицијата да застане рамо до рамо со овие кои што ја подпишаа оваа капитулација, тогаш во најмала рака е премногу претенциозно да се очекува такво нешто од страна на опозицијата. Вице-премиерот Османи, кој очекува инклузивност и соработка со опозицијата, не гледа надеж за конструктивност од височините на водно, од председателот. Прво го обвини Иванов дека со своите постапки за непотпишување на законот за ратификација на договорот со Грција се меша во работата на парламентот и се обидува да го смени системот без уставни промени. Потоа наведе дека 2 пати се сретнал со него за да му ја објасни актуелната шанса на Иванов. Барајќи од него, секој да изводи дел од патот и да се сретнеме некаде на средина за оваа година. После тоа ќе ги одмрзнеме нашите разлики и ќе правиме политичка битка. Меѓутоа, оваа година не смеевме да имаме партиски калкулации. Меѓутоа, господинот Иванов не одговори конструктивно на нашите повици. Лично, ако ме прашате, не очекувам некаква конструктивност. Од кабинетот на Иванов не одговорија на нашите повици и пораки за коментар. Османи тврди дека до 17 јули посетата на Хан ќе биде избран преговарачкиот тим, главниот политички преговарач и техничкиот преговарач. За 11 месеци државата ќе мора да ги спроведе бараните реформи, да организира перфектни председателски избори и целосно да го спроведе договорот со Грција. Во последната обврска спаѓаат и референдумот и уставните промени, кои Османи очекува да бидат завршени до крајот на 2018.